Каде си му? Тука сум. Си те бара водата, те нема шобараш тука. Овде се запатив. Да ги изчистам овие. Конјот. Чо? Поарен е? Не. Не, а? Не. Не, Исто. ај. Оф, леле, не. Кај најде пустината токму денес да се разболи. Денес. Кога денот не ти е загубен. Те чекаат. Што се вели, на пат те чекаат. Јас, жено, со конј или без конј, морам да појдам на пазар. Не можам и не смеам да го оставам човекот да ме чека. Оти самиот побаров, денеска да ми ја донесе стоката. А и дуќанот? Не треба празен да стои. Кој како ќе влезе со празни рачице да излезе, па ќе се ги изгубиш муштариите. Без друго мораш да одиш. Кај најде пустината денеска да се разбори. Доста мали пати. Кај не де денеска. Настина се разборал. Шо сега? Му дошло времето. И тој носи душа како нас. Остави го ти конјот туку јас што да правам? Јас од кого да побарам кој денеска, кога денес е пазарен ден и сите се излезени со коњите? Така е. Сите се на пазар денес. Сите. Ѓоре? Што Ѓоре? Ѓорејца ми кажа дека нема денеска да оди на пазар, туку утре ќе одел на пазар. Се имал договорено со трговец да му донесе роба, да му донесе стока, и човекот ќе бил и денеска и утре ќе бил на пазарот, ама Ѓоре му кажал дека утре ќе оди. Ѓоре. Добро море, жено, како не ти текна порано, бе. Полојна ден ми помина во думање шо и како да правам, бре. Ѓоре ќе ми даде конј. Денеска не можеш од секого да побараш конј. А од Ѓорета можам, ти знам дека нема да ме врати. Ајде, давај го палтото. Ајде, да не губам и ова троа ден шо остана. Ако не се сетив порано, те оставив да се шеташ ваму таму. Ајде, оди, лесно. Така. Ајде, оди. А ти? Јас од кај да зафатам денеска, не знам, ете тоа 300 работи има. Оди, види го конјот. А конјот, убо рече, од конјот ќе зафатам, водичка да му дадам, зоб да видам дали е поарен. Нека го ова после, ајде. Од конјот Арно вели. Не, прости, ама навистина не можам да ти го дадам. Не. И утре јас ќе треба да појдам на пазар, да не одев ќе ти го дадев, ама сега 2 дена конјот едно по друго, не бива, Донче. Не можам. Абе, Ѓоре. Овие зборови од твоја уста излегува, а? Ти кажам право, пријателе, не ми се верува дека го слушам тоа што го кажуваш. Демек е се изморел конјот, а? Како јас да немам конј. Како јас да не знам колку може и шо може еден конј. Абе, Ѓоре, бе, ти на вистина... Ама немој грешно да ме разбереш. И денес треба некоја работа да завршам со... И утре, и 2 дена... Добро. Не. Добро. Ако така мислиш, така нека види. Ма јас па будала. Што сум запнал кога гледам дека работава не бива. Тука ајде, да одам јас, да не го губам денот, пријателе. Дончо, чекај. Да не беше денес, ки ти го дадев, ама вака не бива. Арно, пријателе, не треба појќе ништо да кажуваш. А и ме знаеш како сум. Сега и да ми го подариш, што се вели, нема да го земам. Остани ми со здравје, пријателе. Ама не, да не се разбереме грешно. Друг ден да беше... Конјот ке сум му го дадел, како не? Конјот. Си отиде, Дончо? Си отиде, му се брзало на пазар. Јас пак сварив кафе и ве чекам внатре да влезат. Имал некоја работа со трговецот договорено и му носил роба за дуќанот. А зошто дојде? Што бараше, а? Бараше нешто што не можам да му дадам. Конјот го бараше. Неговиот се поболел и требало да оди на пазар робата да ја донесе и... Зошто не му го даде? Ај глеј си работа.
На толку добрини што нима направено, ти не сакаш да му го дадеш конјот. Абе, ти реков да си гледаш работата, да не се мешаш во работи што не ги разбираш. Не му го дадов, зашто не сакав да му го дадам. Не е убаво ова што го правиш. Да не можеш да му го дадеш, да разберам. Ама вака? Ти реков да си гледаш работа, ајде таму оди. А може требаше да му го дадам, а? Море не. Толку добри ни ми направил. И шо, сега слуга треба да му бидам, а? Да не треба и на конјот да го качам и за оглавник да го водам. Или да се оседлам па јас конј да му бидам. Не. Фала. И така, убаво кажале. Прави добро, за да си најдеш добро. Убаво кажале, ама... Излезе работата прави добро, за да си најдеш лошо. Така излезе, а? Како не му беше срам? Како имаше образ да те врати, Не толку добри ни што му ги имаш направен. Ни на крајот од умот не ми влегуваше жено дека такво нешто ќе ми направи. Дека такво нешто ќе ми каже мене. Од роден брат да требаше да побарам, ќе се помислев. А од Ѓорета? Не. Абе, не ми влегува во главата. Абе, не можам да поверувам, бре, жено. А цел живот на грб го влечеш. Цел живот. Го однесе кај сите трговци. Ги молеше да му дадат на чекање. Ќе продаде па ќе ви плати. И му помогна. За твој атер му помогна. Му помогна на нозе да застане. И застана. И тоа здраво застана на нозе. Застана, ама некаде високо застанал, па не му се гледа убаво удолу кој ќе погледне. Абе, знам јас, бе, тој кога тогаш ќе дојде, ќе тропне на мојата порта. Тука, ајде, жено, доста правиме муабет за него, да појдам јас да се видам со човекот, не е убаво да ме чека. Без кон ќе одиш, а? Миса, што да правам, без коња ми како? Ами така. Морам да се видам со човекот. Морам да му кажам во што е работата, Така е. да си ја продај стоката. Така. Оти може вака да му остане стоката, Така. ја продадена, јас каба е да бидам, да се расипам со човекот. Така е. Ајде, оди, не губи го ден. Ајде. Леле, мисли ли тој како ќе го погледне во очи? Како нема да му биде срам да го погледне во очи? Срам? Тој да имал срам, немаше ни да го направи ова. Срам. Добар ден, Дончо. Здраво живо, Стојане. Каде зарно, пријателе? Казарно. Абе, каде? На пазар. Што ме гледа, знам дека е доста. Имав една мака, таа ме забај. А морав да појдам, ко ти ме чека. Не ни помисли дека одиш на пазар без конј, Дончо? Па од конјот ми и маката ме, Стојане. Се поболе пустио.
a nemав од кај да поземам друг конј, си реков, ајде, ќе трнам без него. Голема мака те snašlo тебе, тија. Немам, да имав ќе ти даде. Знаеш и самиот. Имам магаре, ама кај те личи тебе на магаре, бре? Абе, не е работата во тоа, Стоне, дали ме личи со магаре или без магаре, ама не можам да ја свршам работата, многу стоки имам нарачано. Да ти кажам право, побарав конј од едно место, ама не вратија. Не врати, Кој може тебе да те врати, Донче? Џоре, Кој? Џоре. Ѓоре? Пу! Срам да му е. Па пријател ти. Абе, јас мислев дека е така, додека не појдов кај него. Појдов што се вели да го земам конјот, а не да му го барам како мој да е. Ама, не излезе така работата. Ме лажеше ми, пустеше, да е вака, да е ова, да е она. Ама ако, негова работа. Ари, како негова работа? Како не му е срам? Колку му имаш помаган? Колку добро имаш направено за него? Надуше нека му остани, реков, негова работа. Не е негова работа, туку и твоја работа. Јас мислам дека треба да му вратиш со иста мера, Донче. Треба да му вратиш со иста мера. Абе, да ти кажам право, истото си го помислив, ја што ми го велиш ти, си помислив да му ја купам сега стоката што е порачана за него, па ако треба да ја фрлам. Само и само душенот празен да му биде. Ама, Нема ама, Донче. Така треба да направиш. Срам да му. да, ама, не ми дава табието, Стојане, не сум таков, си реков, ако му ја купам робата, ако го сторам тоа, не е убаво, ќе бидам како него. А ти ме знаеш мене. Јас нит сум таков, ниту пак сакам да бидам таков. Не. Не, Донче. Треба да го направиш истото, за да разбере дека не е во право со тоа што го прави. Кој да разбере? Ѓоре? Ајде. Ништо нема да разбере, бадијала. Тој ако разбираше малку од малку, немаше да ми го направи ова. Тук, ајде. Ајде да не му абетиме многу, не сакам поќе за него да ги јарчам ни зборовите, ни времето. Ајде, одиме. Хајде, Ајде, да не задостам, ајде. Уште наум не ми иде. Пријатели бевте, бре, Донче. Пријатели бевте. Па со твои пари го отвори дуќанот. Како можел такво нешто да направи? Ако, има Господ, ајде. Има. И така ти велам, пријателе, дојдов само да ти кажам дека денес нема да можам да ти ја купам стоката. И те гледам надвор, има многу трговци. Продај на кого сакаш, а јас ќе дојдам другата недела. Овој конјот што се поболе, ако го биду варно, ако не ќе купам друг конј. А и сам знаеш, трговија без конј не бива, така? Така е. Ти за мене не си само купувач, туку и пријател. Јас твојот дуќан нема да го оставам без стока. Ке ти ја дадам стоката. Ке однесеш на дуќан со мојот конј, а другата недела ке ми го вратиш конјот. Така бидува? Вистина така велиш, пријателе, а? Абе, не можам да поверувам. Боже, јас не ми се верува. Јас си реков, колку лошо ми почна денот. Си мислев така ќе ми заврши, ама ете, имало Господ. Сполајте, пријателе, сполајте, фала ти многу, Господа те пожели. Сега вака ќе направиме ние. Кажи, ќе го викнаме Анџијата и ќе порачам за мене една ракија. И мезе. Не мезе, јадеме, да се јадеме како луѓе. Се што ќе посакаш. Ме, Анџи! Полека, не ти, јас ќе го викнам. Јас и да ти кажам друга работа. Од пуста мака и секалма. Цел ден ништо в уста немам клајам. Немој така, пријателе, што е сега? Зошто толку си става се на душа, на срце? Се јадосуваш таму за некој што... Ма не сакам ни да зборувам повеќе за него. Така е, пријателе, и јас не сакам да го правам муабет. Што појте зборувам за него, се поголема мака ме навасува. Така е. Мејанџи бе, дојди ваму, ја да порачаме. Ајде де. Бурам. Вака, Мејанџи, како прво ќе ми донесеш и мене една ракија и пол кило настава мака. И ќе донесеш за јадење. Се што имаш печено, варено, Да. други салати ќе донесеш И винце. И винце. И винце на крај. Винце. Црвено домашно ако има. Ајде. 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 Пријателе.
здравоживо, Благоно. Кај тргна така без да се поздравиме? Па, да ти кажам право, порно ќе беше за двете да се одминевме без здравоживо. Зошто бре така, Благоно? Па што сум ти сгрешила? Да не е За тоа е. До срце ме заболе кога ми кажа Дончо, до срце ме заболе. Бре, Благоно, и мене не ми се верува што ти така направила, ма... Слушај, во толку години што се знаеме, еднаш, само еднаш, прв пат и еднаш побара нешто од него. И тој го вратил. Го вратил! Знам. Знам, Благоно. Ама што да правам јас? Вака кажем, од сега натаму, вратата од нашата куќа за него е затворена. Тоа е од мене. А Дончо кога ќе се врати, нека си го каже неговото. Немој бре, Благоно, сега дотаму ли ќе ја тенчиме? Добар ден, чичко Дончо. Добар ден, Дане. Абе, кај татко ти, а? Оди викни го, кажи му дека сум тука, да дојди да се напиеме по една. Не, татко ми испрати мене. Оти тој имал некоја работа да заврши и работата на татка сега треба јас да ја завршам. Убаво направил, татко, убаво направил. Голем си, треба веќе да учиш, нели? Ајде, седни со нас малку, ајде, седни. Седни, синко, седни, ајде, ако не може, седни да, ако не може татко ти, со тебе ќе се напиеме и да знаеш, и ова пиењево е дел од трговијата. Ќе седнам и ќе се напијам. Море не само што ќе седнам и ќе се напијам, ами сакам да ја завршам и работата, татко што ми рече да ја завршам. Браво! Голем кеф ми направи со ова што го кажа. Ту кажи ми ти мене сега, синко, ти имаш денес за купување или за продавање? Еми, и едното, и другото. Ама како што е редот, така, прво треба да продам, а сетне да купам. Само работава некако кај мене ми излезе некако накриво. Не знам од кај да ја почнам, што се вели некако излезе тумбус работава. Ни ваму, ни таму. Како бе така? Ами, тој што треба да купи од мене, доаѓа утре. Така. А тој, од кого треба јас да купам стока, денес си оди. И сега не знам што да правам, како да правам, а нели треба да ја продавам стоката за да купам друга стока, така ако не, овој денес си оди ќе ја продади на некој друг стоката, нема мене да ме чека. И што ќе му речам сетне на татко, а? Како ќе му кажам што била работава, ќе рече од тој трговец не бидува. И сега како мислиш да ја завршиш работата? Еми, сега, не оти знам и јас тоа се мислев и си велам, знам, чичко Дончо е вмеана. И велам, ќе одам, ќе го прашам. Ти, чичко Дончо, сега, ако сакаш и ако можеш, ти да ја купиш нашата стока и јас да одам да ја купам другата стока. А? Ами тој што треба утре да дојде, тој бадјала ќе доаѓа. Ќе нема трговци, тебе те нема. Што ќе пред тој сиромав? Знам, не е убаво ова што го правам, ама... Ај, и е што да правам друго. Треба да ја продавам стоката, треба да купам, треба, ако не ја продавам сега... И кажи сега, ќе ја купиш или не? Не знам што ти кажам, бе, синко. Знаеш де, секојаш од кајна стока си купувал, знаеш што стока имаме, до сега не си се пожалил. Знам да не знам. Знам дека имате убава стока.
И знам дека вашата стока мене ми треба, ама што да правам? Не можам да ја купам. Не можам оти немам конј. И оваа стоката што ја купив денеска, ја купив од него, со негов конј ќе однесам дома. За конј ли била работата, бре, чичко Дончо? Ами, ако е за конј, кола е работа? Еве, јас имам 2 коња. Ти купи ја нашата стока, јас ќе ти одам тебе едниот конј, ќе си ја однеси стоката таму на дуќан кај тебе, а сетне, кога ќе се враќаш ваму, ќе ми го вратиш ти мене конјот. Бидува така? Бива бе? Па кога е тогаш така, ајде нека ја Ирлија. Ај подајте си рака бе, ајде, што чекате сега? Така, ајде, Така. да ми го кажуваш ова, некој немаше да верувам. А си помислив дека не можам да ја свршам работата, јас не една, туку 2 работи завршив. Ајде, сега ќе се напиеме по една. Беаджи, донеси една чаша за вино. Ајде, Беаджи. Ете го виното. И? Значи, Ќе биде за тргување. Ќе го пофалиме на татко му, а? Како не? Така да знаеш. Растоваривте? Да. Ти го пуштив момокот. Дојде? Дојде, жено, дојде, растоваривме, ја наредивме стоката во дуќанот, А, му реков на момокот да го нахрани конјот и еве мене токму на вечера. аха. Гледаш ли домакине како Господ се ги реди работите како тој што сака, а не како што сака некој друг, ај, да не му го споменувам името. Добро, жено, ајде, доста веќе за тоа. Знаеш дека многу ми е мака на душата дека ми го направи тоа човек за кого бев готов што се вели и животот да го дадам. И знаеш, ја сретнав Ѓорејца, а сакав да ја одминам, ама таа ме застана. И знаеш што ми вели? Реков доста, жено. Доста да не правиме поќе муабет, ама само уште ова ќе го кажам. Абе, многу ми е мака, прв пат отидов кај него да побарам нешто и ме врати. И не ми се најде. Ќе пукнам. Туку, ајде, доста, ајде да вечераме, ајде, да сме живи, знаеш. Ајде, не вреди да се потресуваш. Ајде да се вечераме. Ајде, за таков човек ќе се потресува. Тука ли си бил, бе? Цел ден татко ти го барам, тебе требало да те најдам. Арно, ама јас сега на тргнување сум, чичко Ѓуре, ти со една нога в Зенгија сум што се вели да го јавнам кој... Чекај, какво тргнување? И ми трговија треба да правиме, со татко ти сме договорени. Абе, така, ама... Види, чичко Ѓуре, бе, вчера дојде трговецот и требаше да ја купам ја стоката. Ама немав пари, ако не ја купам рече, ќе ја продаја на некој друг. И сега ми треба пари... Прости ми многу, чичко Ѓури, ама јас стоката ја продадов. А, чекај. Ти мајтам со мене, јас за мајтам служам, а? Се шегуваш ти, опасен си, опасен. Не, бре, чичко Ѓуре, какво шегување, ама така е како што ти велам. Мислев што да правам, што да чинам и ја продадов стоката и па сега не е крај на светот што ја продадов стоката така. Како не е крај на светот, може не е крај на светот, ама крај на мојот дуќан е. Па како сега ќе ми влезат муштери, дуќанот празен. Стока немам да ги вратам и нема пак да ми влезат дуќан. Абе, прости многу, чичко Ѓуре, ама јас не знаев дека дотаму стасала работава. Вчера цело време мислев што да правам, се молев човек да влезе дуќан да купи стоката за јас, да имам со што да ја купам стоката и... Еве,
вчера да дојдеше, никому немаше да ја давам, тебе ќе ти ја даев стоката. Ама баш, кога мислев дека нема да ја продавам стоката, појдов Меана. И таму го најдов ој Чичко Дончо. Чекај. Ти на Дончото си му ја продал стоката? Еме нели на Дончо конјот му поболел? Каде? Ама го слушнав како прават муабет со трговецот. Тој дошол да му каже на трговецот дека не може да му ја купи сега стоката, бидејќи немал на што да ја натовари. И овај му рече ќе му го даде конјот, да ја натовари на него, да си ја однесе дома стоката и да му го врати конјот. И тоаш јас му веламе, па земи го еве и мојот конј, само купи ми ја стоката од ти, што се вели и ти за ми беше. Добро, разбрав. На татко ти кажи му дека другата недела ќе го чекам за стоката што ја договоривме денес. Ај со здравје да ми останеш. Прости многу, мислам, јас мислев, ама... И шо? Абе, се нау... Ако му е, а? Доста, Да жено. види. Доста не ми кажуваме, поќе ќе пукна во смена. Вистина така било? Вистина. Вистина, Ѓорејца ми кажа, неќе ме лаже жената, леле. Па уште, кога му кажале дека тебе ти ја продале стоката, дека ти си ја купил. Леле, ама барта наместо ќе умрел од мак. Гледа горниот жено, гледа да сака вака да направам, немаше да направам. Оти не можам да бидам како него ако го направив тоа. Разбираш? И знаеш што уште ми рече Ѓорејца? Вака оддалеку и беше срам, таа малку има срам. Ѓореј кажал, ако можело, ако си сакал, да му дадеш полојна од стоката што ја имаш, да не му стои празен дуќанот. Ти да му дадеш полојна од стоката. Тоа ми го кажа. Така рече. Абе, како не му е срам, бе? Абе, како не му е срам, бе? Како може такво нешто да бада од мене после тоа што ми го направи на мене? Како? Абе, тој нема ум, бре. А што мисли тој? Дека јас сум будала? Слушај, вака ќе кажеш на Ѓорејца. Ѓорејце, мојот маж многу добро знае дека добриот и будалата се браќа. Ама овој пат мојот маж е добриот, а не будалата. Така да ја кажеш.